Новото име Северна Македонија влегува во грчките и македонските учебници. Шефот на грчката експертска група Боларис потврди дека новото име од следната учебна година ќе стане дел од наставната програма во Грција. Овој одговор во писмена форма беше испровоциран од прашање на опозицијската Нова демократија, дали во грчките учебници постојат иридентистички наводи, на што Боларис одговори. Грција како земја членка, меѓу другото и на Обединетите нации, на Европската унија, УНЕСКО, Советот на Европа и ОПСЕ, цврсто ги почитува принципите на неупотреба на насилство во односите меѓу државите, принципите на добрососедство, на неповредливоста на границите и на избегнување на употреба на вербална омраза во пишувањето на учебниците што се користат во Грција. Според тоа, во учебниците што се во употреба во Грција не постојат иридентизми или ревизионизми како тие што се споменати во член 9 параграф 5 од договорот од Преспа. Во исто време и портпаролот на владата Бошњаковски кажа дека иако не постојат рокови за ревизија на содржините на учебниците, доколку се усогласат ставовите на паритетна основа и роковите го дозволат тоа, и во нашите учебници од септември може да биде внесено новото уставно име Северна Македонија. Комисиите кои што ги разгледуваат историските прашања работат со забрзано темпо. Тоа што е важно да знаете е дека работат врз основа на паритет. Го следат духот на Преспанскиот договор, односно пријателство и соработка. Не постои притисок, но се разбира, доколку нешто се усогласи, доколку нешто усвојат на паритетна основа да важи и за Република Северна Македонија и за Република Грција, и доколку роковите за новата учебна година тоа го дозволуваат и наставните програми, да, можно е да се сменат учебниците. Во меѓувреме Македонско-грчкиот експертски комитет се подготвува за третиот состанок кој е закажан на 12 и 13 април. Тогаш е предвидено да се отворат суштинските прашања по учебниците за основно и средно образование. За тоа колку обемна работа го очекува комитетот, покажува и фактот дека македонската страна добила дури 37 пакети со учебници кои треба да се разгледат и проучат. Неофицијално македонскиот експертски тим пак имал забелешки на 20 страници.